По повод одржувањето на 34-та Маријовско-Меглинска културна средба, еве се собравме да известиме што ќе се случува идната недела, тоест на 3.6.2018 година. Една од активностите, веќе ја завршивме на 25 мај, тоа беше презентирање и рангирање на лични поетски творби во градската библиотека и тука одбравме 3 најдобри и 3 најдобри наградивме. Овие наградените ќе учествуваат во програмата и на 3.6.2018 година во Витолиште, поточно до манастирот Светилија близу Витолиште. Другата активност која што ни следи на 3. има поширока програма и единствена програма во сите овие изминати години. Во недела програмата почнува во 10 часот, а пред тоа ќе има една делегација што ќе го посети спомен костурницата во село Витолиште, жртви на фашистичкиот терор. Во 10 часот ќе имаме отварање на 34-та Маријовско-Меглинска културна средба. Средбата ќе ја отворам јас, а потоа ќе го повикаме градоначалникот да ја поздрави средбата и прв пат тој учествува оваа година. Мислам дека ќе има во оваа точка и некои други церемонии што ќе ги видиме горе. Потоа имаме настап на актери од Народниот театар Војдан Чернодримски. Станува збор за некој хумор и сатира кој што би развеселиле малку публиката и гостите и учесниците во програмата. Читањето на наградените поетски лични творби ќе биде после ова. Тоа се 3 кои што се наградени со парична награда од 4.000 првата, 3.000 втората и третата 2.000. Исто така доделивме и уште 2 награди за исто така добри песни, кои награди ќе ги доделува и ги дава градската библиотека во Бургаталевскиот Прилеп. Потоа следи културно-уметничка програма, настап на културно-уметнички друштва и тоа културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Битола, Етно Илинден од Битола, Стив Наумов од село Логоврди. После ова пак ќе ги пуштиме глумците малку хумор и сатира да ни прочитаат. Потоа се вклучува и настапува игрорната група Пенка Котеска од Прилеп при Сдруженијето на пензионери во Прилеп. Кут Моминук, исто така е од нашиот град, настапува после Пенка Котеска и еден ексклузивен настап ќе имаме од гајдеджијата и кавалџијата Стефче Стојковски од Скопје. Со ова ја почнуваме општонародната веселба, слободна веселба, а по завршувањето можда и нема да биде завршена веселбата, одиме на заеднички ручек. Ручекот е обезбеден од некои донатори, меѓутоа финансиски најмногу е подпомогната средбата од локалната самоуправа Прилеп и тоа прв пат ова година да добиеме средства колку што баравме. И благодариме на локалната самоуправа и на разбирањето, имаме уште проблеми и уште успеси, меѓутоа со текот на времето сметам дека наидовме на добро примање кај градоначалникот и неговите соработници. Сметам дека идните средби ќе бидат уште побогати и поатрактивни. Маријовско-Меглинската средба го носи ова име. Ова здружение е формирано 1984 година и прв пат настапи во село Витолиште на 26 мај таа година. Формирајќи го ова здружение, наидовме на интелектуалци од Меглен, кои што се овде во Битола, во Кавадарци и во Прилеп, и на иницијатива на покојниот сега Стојан Малчевски, наставник по математика,
беше прифатена идејата, беше таа идеја пласирана до Општинскиот комитет на Прилеп и таа идеја дојде до Централниот комитет на Република Македонија во тоа време. Значи, Сдруженијето е формирано со благослов на овие политички органи во Републиката. Сега зошто го нарековме Маријовско-Меглинско средби во почетокот Сдружение за организирање на Маријовско-Меглинските културни средби, затоа што овие два региона денес ги поврзува една природна воздушна граница, која никој не може да ја стопри и да направи порта или да направи премин. Овие два региона соработувале од памти век. Дури постоеле и мажачки, и женачки, дури постоеле погранична некоја соработка, трговијата се одвивала помеѓу Маријово и Меглен. Така да наидовме на една добра атмосфера кај мегленците овде и Сдруженијето, така да се изразам, пола беше од интелектуалци маријовци и интелектуалци мегленци. Да не забораваме, покрај ова соработка на населението, познато ни е дека таму во 1943 и за време на народно-ослободителната борба, дека се формирани и првите организирани партизански структури на ослободителната народна револуција и борба. Секојаш се поканети, некојаш доаѓале по две коли, некојаш по една, некојаш некој само самче дојди. Меѓутоа, приликите кои што и денес ги имаме, можда и порано ги имавме со Република Грција, прават да не може да дојдат слободно. По некој пат идат и илегално. Меѓутоа, минатата година, поточно, кога ја правевме 30-та Маријовско-Меглинска културна средба, ни дојдоа повеќе луѓе и еден од нив се осмели и да ја поздрави средбата и да каже нешто за нивниот живот во Меглен. Се надевам и Сдруженијето сонува дека ако ги надминиме и позитивно решиме евроинтеграцијските процеси денес меѓу нашата влада и владата на Република Грција, дека нивната посета ќе биде поголема и очекуваме да учествуваат и во програмата.